Зголемени проекциите за економски раст на Македонија. Во последниот извештај Светска банка предвидува реален раст на бруто домашниот производ од 3,1% во 2025 и 3% во наредните 2 години. Тоа е подобрување на проекциите од пролетниот извештај за 0,4, 0,3 и 0,2% поени за овие 3 години. Економските активности треба да бидат поддржани од робусни јавни инвестиции и забрзување на извозот. Светска банка пишува дека растот забрзал на 3,2% во првиот квартал поради поголемата домашна побарувачка и силната активност во секторите услуги и градежништво. Ризиците пак вклучуваат слаби јавни и приватни инвестиции, побавна активност кај клучните трговски партнери и континуирана миграција. Банката очекува основната инфлација да падне под долгорочниот просек од 2% до 2027 година. Редовниот економски извештај истакнува позитивни економски перформанси за Македонија. Неговото одржување ќе бара разумно управување со јавните финансии и забрзани реформи, особено во областите на јавната администрација, енергетиката, човечкиот капитал и дигитализацијата. Светска банка наведува дека состојбата на пазарот на труд продолжила да се подобрува согласно зголемувањето на производството во првите 3 месеци од годинава. Светска банка смета дека во Македонија и другите земји од Западниот Балкан треба да се потикне поголемо учество на работната сила. Економскиот раст во Западен Балкан е проектиран да забрза од 3% во 2025 година на 3,6% во 2027 година. Сепак, за да се одржи растот, ќе требаат повеќе и подобри работни места. Пазарот на труд во Западниот Балкан се соочува со уникатни предизвици. Некои сектори не можат да најдат доволно работници, а од друга страна, невработеноста останува на високо ниво, над 10% и помалку од 55% од луѓето не се во работен однос, особено жените, младите и повозрасните лица. Демографските трендови го зголемуваат притисокот. За да се забрза растот, државите треба да инвестираат во есенцијални области, како што се образованието, здравството, енергијата и транспортот, и да ја забрзаат вклученоста во пазарот на труд. Второ, регионот треба да ги зајакне бизнис политиките. Трето, мобилизирањето на приватен капитал е витално за модерна и отпорна економија. Во извештајот Светска банка пишува дека повисоките примања на работниците мора да бидат проследени со поголема продуктивност, подобра конкурентност и одржлив раст. Пазарот на труд може да се подобри со потикнување на недоволно искористениот потенцијал на работната сила, фер конкуренција, иновации и промовирање на сектори со повисока додадена вредност. Редовниот извештај за Западен Балкан содржи проекции за регионален раст од 3%, што е за 0,2% поени помалку од пролетната проекција. Растот се предвидува да се зголеми на 3,1% во 2026 и на 3,6% во 2027 година.